Една традиција која што се случува во Скопје и која што е поврзана со Василица или со пречекот на православната Нова година е исто така позната на секаде. Станува збор за мичуринската средба, односно за мичуринскиот василичарски оган. Токму за него ќе зборуваме во денешната емисија со мојот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за господинот Ѓоко Гаштаров од Организациониот одбор на мичуринската средба. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Користам прилика да ве поздравам вас во студиото, да ги поздравам гледачите на Македонската радио телевизија, да им посакам се најубаво во новата православна Нова година, да ги следи здравје, среќа и радост. Реков дека се обидувате од петни жили и успеавте да создадете традиција која што е обележена на Скопје кога станува збор за дочекот на православната Нова година. Мичуринската средба е нешто по кое што е Скопје познато во јануари. Ајде да почнеме од почеток или кога велам од почеток, ние сите повозрастните знаеме, но за помладите од кога почна да се случува палењето на огнот во Мичурин? Вака, пред се да ги запознаеме со населбата Мичурин. Населбата Мичурин е изградена почетокот на 48 година до 53-4, кога беше тој бран на протерување на нашите македонци од егејскиот дел на Македонија. За да се соберат тие луѓе кои што беа протерани, а беа раселени из тогашните држави низ Европа, од Чехословачка, од Полска, од Романија, од Русија, тогашната држава, федерацијата, направи една населба на крајот од Скопје, во така наречената авијатика, почетокот на авијатика, и ја нарекоа по старата фабрика за конзервирано овошје Мичурин. Населбата го доби името Мичурин, до ден денеска е тоа име на кое сме многу горди. Иако фабриката многу одамна ја нема, дури и оджакот го нема. 78 година се сруши фабриката ради булеварот Кузман Јосифовски Питу. Но тој ни остана на нас како бренд, тој ни остана на нас како мичурински знак, тој вире и на нашето знаме, така да сите ние постарите веќе го имаме зацртано тој оджак од таа фабрика, затоа што нашите родители беа надничари во фабриката за конзервирано овошје Мичурин. Традицијата народот од егејскиот дел си ја донесе од своите краишта. Значи, тамо не знаеа за Нова година на 1 јануари. Тамо знаеа Нова година дека е по календарот кој што они си го славеа на 14. Сите села околу се собираа тогаш на сред, кој што имаше дома, носеше и заеднички ја дочекуваа Нова година. Со песна и со игра, тогаш немаше музик или некак, него самите пееа и сами одра. Сето тоа народот наш, кој дојдоа од тамо, го продолжија во населбата Мичурин. Ние бевме деца, кога трчавме по нив, дури се гордеевме што дружбата на тие стари луѓе кои било од едниот крај, Леринско, Костурско или Воденско, беа сплотени. И сите го одржуваа тој ритам на живење како заедничка една фамилија. Сето тоа, ние децата на тие деца прогонети, решивме да го продолжиме. Да не се заборави, затоа што нашите стари не имаат кажано, ако го изгубите традицијата, го губите идентитетот. Нема, вика, да ве познаваат кој сте. Затоа ние сега го пренесуваме тој на нашите деца, на нашите внуци. Продолжува традицијата и ќе продолжи. Ќе продолжи, ја верувам, затоа што во здруженијето веќе има голема маса на луѓе кои што се интересираат да учествуваат во организацијата. И тоа сме многу горди, затоа што да видите млади луѓе кои што прашуваат како тоа, како ова, зашто тоа се прави, зашто ова се прави. Убавината на дружењето во Мичурин токму во овие средби се гледа. Затоа што на овој ден сите што се одселени во од Мичурин. Тоа сакав да ве прашам. Имате гости не само мичуринци, не само луѓе кои што живеат во населбата или во Скопје, имате гости и од странство.
Вака, на селбата Мичурин, јас ви кажав дека беа они собрани децата, дојдени од бившите европски држави кај што беа протерани. Сите тие имаат по некој корен таму, останато. На овој ден, во населба Мичурин се собира и старо и младо. Прашуваат ти од кај си, ти од кај си, ти од кај си. И да ги видите тие луѓе кои што имаат веќе, јас сум 70 и меѓутоа тие се 80-90 годишни луѓе, убавината кај нив е во гушкањето, во кажувањето на спомените, во топлата рака што се напијат. Кој каде е, кој колку внуци, кој колку женал, кој колку мажел. Не може да се опиши, треба да се доживее. Затоа ќе ги поканиме сите, кои што сакаат, нека дојдат вечер, после 19 часот, средбата е отворена за сите. Што можеме? Обезбедиме ситни работи. Дали ќе биде тоа топол чај, топла рака, сендвички има, топло вино, било што ќе има нешто за секој да биде задоволен. Но не е се во храната. Во Дружењето дружењето е најмногу. Но тоа дружење да не биде сега чисто онака. Дружење едноставно ќе си биде тоа, меѓутоа сакаме ние како организационно да ги почестиме. Затоа што тој се потрудил, ние од Гаково, од Панчево, да речеме од Гевгелија, од Битола или од било каде дојдено луѓе кои што ипак заслужуваат една мала пажња. Да ги пречекаш, да ги прашаш како се, кај кои се сместени, како се сместени, добро ли име, не име добро. Убаво е. Како да го кажам тоа? Не знам, ја тоа викам треба да го доживееме тоа. Ве чувствувам со колку љубов зборувате, со колку сентимент зборувате, какви чувства буди пред се ова организација на Мичуринската средба. Јас реков официјално 29 пат оваа година ќе биде организирана. Кога велам официјално, мислам на тоа дека сепак постои некаква организација во овие 29 години. 29 се официјални. 74 се неофицијални. Така. Со самите закони, затоа што сега да бидеме сите свесни дека државата си има своји закони. Не е едноставно веќе да собереш собир, а да не го пријавиш. Не е едноставно да обезбедиш храна, а да не ја осигураш. Или сите тие работи што ги бара државата. Затоа решивме пред 29 години да сето тоа го формулираме и направиме едно здружение кое што ќе биде официјално одговорно пред државата. Така. Каде што таа средба треба да се пријави во одредени институции кои што ќе се заштитат. Дали ќе биде тоа полиција, дали пожарна, дали брза помош или било кој, ќе треба да организираат таа, затоа што се случува. На такви средби, кај што е народот собран, некој може и да се поднапие, некоја чашка повеќе да испие, па да направи некој несакан до сега. До сега не имало. Да му се благодариме на Господ дека не се има случајно ни најмал инцидент. Така. Тоа е најмногу сме горди на таа работа, затоа што самиот народ се чува, самиот народ се пази, самиот народ гледа некој да не направи до него што седи, да не се напие, да не речи нешто, да не го навреди некого и тоа. Мичурин, и самиот рековте на почетокот, беше мала населба, сега е една од поголемите, поурбаните населби во центарот на Скопје, атрактивна за живење во секој случај, многу. Што со дојденците? Се приклучуваат ли кон одбележувањето и палењето на Василичарскиот оган? Вака, населба Мичурин до, ајде кажам, до 80-тите, па и навака, броевме 1500 до 2000 народ. Се знаевме, бевме фамилија. Се знаеме сит. Малте не бевме и роднини. Затоа што селата од Егејскиот дел се има идими земјми од истото или од соседното село. Дали тетка ми ја земал чичко му на ваш или некој друг, бевме фамилија. Новото време, 21. век, веќе си побара ајде, тренд да речеме, кој што е неминовен. Старите згради веќе пропаднаа. Ние мораме да ги реновираме. За да ги реновираме, се јавува инвеститор.
Тој инвеститор ти вика, да, ќе реновирам, но што и јас од тоа? Наместо 2 ката, сега станале 4 или 6. Во тие катови он треба да ги продаде тие станови. Веќе дојде народ, не само од Скопје. Сега Мичурин е народ од целата Македонија, народ кој што не е само македонец, не е албанец, не е турчин, не е влав, бошњак, било. Од сите конфесии имаме таму, од сите националности, од сите вери. Убавината, што сите вери веќе учествуваат со нас, доаѓаат да честитаат. Не е битно дали е муслиман, дали е католик, дали е било. Доаѓа да ја честита православната нова година. И тоа е убавото. Тоа е најубавото од се. Тоа е убавото, нека нашите гледачи нека слушнат дека тоа треба секаде да се практикува во Македонија. Не е битно дали јас за Бајрам ќе му честитам на Скендер комшијата или Скендер ќе ми честита мене сега Василица. Тоа е убавина. Тоа е најубаво, тоа е најважно и кон тоа треба да се стремиме. Вие, впрочем, со Василичарскиот оган и со Мичуринската средба го покажувате тоа. Ме интересира, бидејќи од една скромно одбележување на Василица, од еден малски настан, Мичуринската средба прерасна во еден огромен настан, препознатлив не само за општина Аеродром, туку и за градот Скопје. Тешко ли е да се организира вакво нешто? Имате ли помош од некого? Како организационен одбор се трудиме. Прво, да го анимираме населението. Населението само сака да дади толку колку што може, дали 50, дали 100 денари или било колку. Тоа е негово. Да донира, сака, самиот. Пак ќе кажам, дали македонец, албанец, турчин или било, не е битно. Он носи. Второ, огромна помош имаме од општина Аеродром. Огромна помош имаме од општина Аеродром. Од Министерството за локална самоуправа, од Министерството за култура. Имаме помош. Секаде кај ќе се обратиме, добиваме, ако не мора финансиска, моралната. Да ни кажат, можете, да, тамо ќе се обратите, онамо ќе набавите, ова ќе го средите. Затоа сме презадоволни, не сме политичко здружение, затоа што од сите во Мичурин живеат од сите партии. Не може да бидеме дали едните се или другите, или левите или десните. Така да, и оние што се дојдени од Битола, и оние што се дојдени од Кичево и од Тетово, и оние од Куманово или од Гевгелија, тие се дружат со нас веќе. Тие се мичуринци, осеќаат, се вика, јас сум поголем мичуринец од тебе. Да. Така е, дојдите вечер, здружите се и доаѓаат, прашуваат, сакате дрва, сакате ова, сакате... Затоа што не е малце. Финансиската конструкција е голема. Голема ја гледаме ние да ја направиме што поскромна во доменот на она што можеме да обезбедиме. Што не може во 21. век тешко веќе се обезбедува. Но, се да биде задоволено, се да биде тука на место, се да биде средено и секој задоволен. Веќе во Мичурин се слуша музика, ечи музика од 12 часот денеска. Завршуваат последните. Веројатно се ситници кога зборуваме за подготовките, оти се она крупното е завршено. Вас ве очекуваат таму на платото кај училиштето Блаже. Јас кога се слушнав задниот пат со вас, веќе музиката се свиреше, се палеа казаните во кои што ќе се топли чајот, во кои што ќе се топли виното и во кои што ќе се топли ракијата. Помош и благодарност до црквата Свети Спас од населба Драчево, која што ни ги позајмува казаните. Самите членови од одборот веќе учествуваат во тоа, ги запалија огновите за казаните, го наредија оганот голем, кој што вечер ќе се пали во 19 часот, тоа не го кажавме, за да знаат нашите гледачи. Официјалниот дел ќе биде негде кон отварањето околу 19 часот, со доваѓање на старите кумови, кои ќе ја донесат погачата во која што треба да биде златникот. Таа погача е осветена во нашата парохиска црква Света Богородица и сега, на кого ќе му дади Господ? Да го добие паричето, тој ќе си биде следниот кум за 25-та година. Новитет се овие задни години, младите од населба Мичурин организираат своја средба пред нашата средба. Значи, они сега си организираат своја музика, своја програма, ние како постари сме обавезени да му избедиме.
сокче, чајче, чоколадце, на малите лижавчиња, бананче, крем банан, или како се вика тие работи, колачиња ни донаина многу, и тие ќе ги обидат. Они сега имаат од 15 до 17 часот, играта е нивна. Они трчаат, они сами се служат, сами си убавина. Со друг збор убавина, искрено, с ношти почнаа. Еве денеска веќе стоат со мајките своји, со татковците, чекаат ред кога ќе почне. Од едно обично собирање успеавте да направите традиција која што е вредна за спомнување, вредна за одбележување, и верувам и искрено посакувам оваа традиција да продолжи и понатаму, затоа што се додека постојат луѓе кои што ќе го организираат ова како мичуринска средба, се до тогаш ќе постојат спомените и спомнувањата на сите оние кои што дојдоа овде и го започнаа тоа. Јас сум убеден сам, меѓутоа убеден и одборот, а убедени си граѓаните на жителите на населба Мичурин, дека ќе продолжат и после нас. Може и по-добро да бидат, се дали ќе биде помодерно или, меѓутоа една молба имав до сите и тоа им го кажувам на султаноците. Немојте старата традиција да ја заборавите. Воведете ново нешто во трендот. Меѓутоа, немојте старото да го заборавите. Погачата, златникот, песната македонска, дружењето. Вие пак направите се диско, играйте се. Но немојте ова да го заборавите. Затоа што вашите родители, вашите дедовци, вашите прадедовци за ова се бореле. Господине Гаштаров, многу ви благодарам што одвоивте денес време и бевте дел од нашата емисија. Нам ни останува да ги поканиме сите оние кои што, па и ако не се дел од Мичурин, Апсолутно. Нека дојдат, нека видат, нека се подружат малку со луѓето, нека примат од таа позитивна енергија која што ја зрачите. Апсолутно, значи не граѓаните на Мичурин. Оваа средба ја организираат граѓаните, но не само за нив. Ја организираат за сите граѓани на Република Македонија. Било од каде да бидат. Апсолутно се добро дојдени. На крај да видат кој е дружењето во Мичурин. Ако кај ни во некоја населба го нема, нека го видат примерот. Како треба. Не е голема работа. Со два убави збора све се завршава. За да се скара човек е лесно. За да се сближише многу потешко. Ви посакувам ова сближување и ова дружење да ви трае со векот. Благодарам и да ви се заблагодарам без вас медиумите. Тешко ќе ги направиме овие средби, тешко ќе дојдеме до овој степен во кој што сме денеска. Уште една огромна благодарност, посебно на Македонската радио телевизија, која што неизмерно, овие 30 години, 29 точно, не прати од самиот почеток до ден денес. Македонската телевизија секогаш ќе наоѓа време и простор за вашите активности. Благодарим. Ви благодарам уште еднаш.